Почитувани мои сограѓани, почитувани гости и љубители на театарот и на актерската уметност. Дозволете ми да ги изразам моите неискрени чувства и посебна радост што вечеро имам чест да говорам пред вас на отварањето на 25-тото издание на најзначајниот театарски фестивал за актерот и актерската игра, фестивалот на камерен театар Ристо Шишков. И на денот кога пред 26 години граѓаните на нашата земја референдумски донесоа историска одлука. Прогласија независна Република Македонија. Пред 26 години, на 8 септември, граѓаните на Република Македонија, на сите идни поколенија на оваа земја, им го дадоа на големиот подарок – независноста на државата. Сонот на сите претходни генерации за независна и слободна држава се исполни. Но овој скапоцен подарок го добивме заедно со одговорноста и должноста, независноста и слободата да му ја дариме, да му ја пренесеме на секој граѓанин на нашата земја. Без исклучок, зашто државата и општеството се независни и слободни толку, колку што е независен и слободен секој граѓанин на Република Македонија. Тоа е новата вредност на независна и слободна Република Македонија. Независноста е среќа, независноста е спокојство и мир, независноста е насмевката на слободните граѓани, на сите граѓани во слободна Македонија, која живее слободно. Оваа вредност беше сонот и на еден актер, на нашиот сограѓанин Ристо Шишков. За Ристо Шишков се вели дека беше една исклучително силна личност, една експлозивна енергија која што беше силна и нескротлива. Една бунтовна и независна природа која можеше да се изрази само на сцената на театрот. На сцената на животот тоа не му беше дозволено. Сонот, кој тој го сонуваше во тоа време, денеска е реалност. Македонија слободна, слободно живее. Слободата и независноста на акторот се во суштината на театарската уметност. Во исто време, тоа се суштински и автентични вредности за секој човек. Театарот, театарската сцена, глумците и понатаму остануваат важен остров на човечката автентичност. Таа човечка автентичност е нешто што треба секогаш да настојуваме да го заштитиме, бидејќи токму таа човечност ќе не заштити од притисокот на отугената технологија и од ризикот од отугената политика, која знаеше да се претвори во апарат за контрола на луѓето и за злоупотреба на власта. За мене не е прифатливо тврдењето дека денес театарот губи од своето некогашно значење, од својата важност, под притисок на интернетот и под притисок на телевизијата и филмот. Јас застапувам поинакво мислење. За мене театарот и понатаму е силен медиум со чие посредство, со атрактивните и предизвикувачки представи на сцената, пред публиката се разобличуваат негативните појави со кои се соочува светот денес и во исто време се посочуваат добрите сили кои во себе ја носат светлината и надежта. Зошто е ова важно? Важно е затоа што театарот не е само уште еден тип на уметност, уште еден канал на комуникација. Да, тој е сето тоа, но во исто време театарот е единствената уметничка форма во која човекот актер му се обраќа на човекот во публиката. Човек на човек, затоа театарот не е само сценско раскажување приказни. Театарската сцена е место за средби меѓу луѓето, меѓу актерите и публиката. Театарот е место за жив разговор за човекот и општеството, за судирот меѓу нив, за љубовта и за гневот. Бидејќи театарот во својата суштина е и слобода на говорот и на изразувањето, диалог меѓу слободните луѓе за мистериите на светот.
Неизбежно доаѓаме до заклучокот дека актерите низ драмата, на ликовите што ги играат на сцената, водат диалог со публиката за толеранцијата, за меѓусебното разбирање и за почитувањето на другиот. Фестивалите се за да го признаат сето тоа. Фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков во Струмица за прв пат се одржа во 1992 година, само една година по независноста на нашата држава, и со тоа покажа дека и градот, како и државата, се впуштија во создавањето нови културни вредности. Низ годините што следуваа, фестивалот прерасна во особено значајна манифестација на културната мапа во нашата држава. Со својот раст и развој се издигна во меѓународни рамки и представува театарски празник кој секоја година со внимание масовно го следи публиката од Струмица, од целата наша земја, како и од поширокиот регион. Чест и привилегија е да се биде уметник, учесник, посетител на овој фестивал, кој одржува вербата и љубовта кон театарот на највисоко ниво. Ви посакувам на сите фестивалските денови да ви бидат исполнети со сеќавања, спомени, но и размена на креативна енергија и позитивна мисла. Тоа е секогаш одлика на овој фестивал. Патоказ и поттик за актерите за достоинствено негување и вреднување на актерското мајсторство. Фестивалот има 25 години, 12 години имав чест како градоначалник на нашата убава општина Струмица да го поддржувам и да го отварам овој фестивал. Поддршката за културата и уметноста во Струмица е континуирана и нагласена. Меѓу првите работи што ги направивме првите 100 дена од работата на новата влада беше да ја обезбедиме заслужената поддршка на повеќе културни манифестации, меѓу кои фестивалот за камерен театар Ристо Шишков Струмица, Струмица Open Fest, но и други значајни културни иницијативи низ државата. Така ќе биде и во иднина. Ја исправаме повеќе годишната неправда кон Струмица и овие манифестации, кои добиваа беззначајни средства и беа речиси игнорирани само поради тоа што доаѓа од град со кој раководеше политичка опција спротивна на онаа кој 11 години владееше со нашата земја. Новата влада донесе и нов пристап во поддршката на културата. Еднаков старт за сите иницијативи. Квалитетот, иновативноста, инклузивноста, модерниот израз и јавниот интерес се само дел од критериумите. Непринципиелните привилегии, партиските обоени фаворизирања и протекционизмот во културата се минато. Почитувани граѓани на Струмица и на Република Македонија, почитувани гости, дозволете ми на крајот уште еднаш да се навратам на радоста за двојното празнување вечерва. Го празнуваме театарот и актерот и нивната слобода со почетокот на годишниот фестивал на Камерен театар и нашиот државен празник, Денот на независноста, 8 септември. Да ги направиме годините што се пред нас најдобри години во животот на идните поколенија. Им го должиме тоа на идните генерации, како што нас не задолжија нашите претходници, кога ни ја даруваа независноста на Република Македонија. Со овие зборови, дозволете и официјално да го прогласам фестивалот за отворен. Благодарам.